Почнувани еве со нова емисија Отворено за, во која вечерва сакаме да го заокружиме нашиот првичен тренд на серијална емисии посветени на Тиквешкото езеро. Успеавме да ги снимиме и 20 протеините од општина Кавадарци, господја Колева и господин Јованчев од ВМРО ДПМН и од СДСМ. И овде го завршуваме овој планиран дел на искажување посветени на празнењето на Тиквешкото езеро. Во втората фаза планираме да разговараме со луѓе повикани да зборуваат за ова работа, за ова, би рекле, промена на биодиверзитетот на Тиквешкото езеро од Министерството за животна средина, инволвираните страни од ЕВН и така натаму, од ЕЛЕМ, луѓе кои стопанисуваат или пак кои се директно или индиректно инволвирани во процесот на стопанисувањето со Тиквешкото езеро. Значи, подсетувам, вечерва уште еднаш ги имитуваме и премиерно можете да ги чуете разговорите што ги водиме на тема биодиверзитетот во Тиквешкото езеро последниве 2 години, и тоа со Ацо Митев, концесионер на Селекта, Димо Јованов, собственик на еден од најголемите рибници на Тиквешкото езеро, Даниела Колева, пратеник на Социјалдемократскиот сојуз во Македонскиот парламент, Зоран Јованчев, пратеник на ВМРО ДПМН во Македонскиот парламент, и градоначалникот општина Кавадарци Митко Јанчев, кој исто така се вклучува во оваа тема. Одиме со денешната емисија, а ние во текот на наредните месеци продолжуваме со оваа тема, со поглед на тоа што кога ќе дознаеме или ќе ги имаме соговорниците, тогаш ќе ја пуштиме емисијата. Предлагам да ја проследите оваа емисија. Значи, јас сум управител на фирмата Селекта, Ацо Митев, концесионер на рибниот фонд од акумулацијата Тиквешко езеро. Веќе 17 години, во 18 влегуваме. И се соочуваме последните 3-4 години со еден голем проблем, тоа е ниското ниво на водостојот во акумулацијата. Поради таков низок водостој се засегнати многу страни кои се на некој начин поврзани со Тиквешко езеро. Пример, нивото на водата овие последни години толку драстично паѓа и поради тоа интересот за Тиквешко езеро секојдневно опаѓа кај граѓаните. Дали тоа собственици на викендици кои користат како туристички локали, туристички објекти, дали собственици на рибни фарми, дали рибари, рекреативни, спортски или стопански риболовци, пчелари и така натаму. Значи има поголем број на засегнати страни. Со ова појава на ниско ниво на водата во езерото доваѓа до ситуација да луѓето почнуваат да ги нудат и објектите, да ги продават, бидејќи вредноста на објектите му се намалува драстично, затоа што тие се изградени со цел, нели, и со намера дека ќе имат убав амбиент таму околу во просторот, со вода која што овозможува секакви атрактивности, како возење со чамци, глисери, скутери, скијање по вода, пливање, капење и така натаму. Тоа сега ништо нема, а и плюс имаме сега и загадување. Најновите мерења од Гоцеделчев универзитет од Штип покажаат дека е 4-та категорија загадено езерото, а знаеме дека 5-та категорија веќе не е за никаква употреба. А тоа загадување доваѓа пред се поради многу низок водостој, затоа што кога е висок водостојот, сите тие загадувачи, да речеме разни загадувачи, кои допринесуваат за таква состојба, водата ќе го прочистува и потечението на езерото и преку браната, преку Црна, ќе се намале и тоа драстично ќе се намале. И сега некако луѓето се прогласуваат како за ненадлежни, неовластени да преземат некои конкретни мерки. Ние
како компанија, а и вака и со други со кои сме во контакт и со физички лица и со правни лица, сите се заинтересирани нешто да се превземе, ама немаме резултат во повеќе наврати, неколку години, 3-4 години се обидуваме преку надлежните кои што стопанисуваат со водата од акумулацијата. Едноставно нема слух за таа работа. Нема слух, бидејќи секогаш менеджират со водата од акумулацијата граѓани, односно функционери, кои не се од овие општини тука, Кавадарци и околните општини, овие 5 општини, како Неготино, Росуман, Градско, нели, Демир Капија, бидејќи акумулацијата Тиквешко езеро обезбедува за овие 5 општини вода за наводнување на земјоделските посеви. И секогаш се на одговорни функции, дали на СМ, дали Министерство за земјоделие, луѓе од други краеви на државата, да речеме, кои што директно не се засегнати, за разлика ако се некои локални луѓе, да речеме тука, од Кавадарци конкретно, секако дека ќе се боре и ќе настојува кај надлежните за да се изборе за некое право. Значи, Тиквишко езеро, кое е градено 68-69, кога е пуштено во функција, немало засегнати страни. Тогаш биле наводнувањето од Тиквишки регион и вишокот од вода за производство на електрична енергија. Ама од тогаш до сега поминале 52-3 години. За тие 52-3 години се создадени многу повеќе засегнати страни. Тогаш немало 2000 кусур викенд куќи, немало ни една колиба, а сега имаме преку 2000 викенд куќи. Тие 2000 викенд куќи во нив е инвестирано, доста е инвестирано и тоа граѓаните со своји средства. Ама ако кажеме дека 2200-300 викендици по просечна цена една викендица да кошта 30.000 евра, тоа се околу 5-6 милиони евра инвестирале граѓаните во објекти, а за тоа платиле такси према државата. Значи ДДВ на секој материјал вграден во објектот, како железо, циментот, цигла или било што, мебел и така натаму. Тоа се средства за буџетот на државата. И не може државата игнорантски така да се однесува кога тие граѓани придонесуваат за во буџетот по разни основи. Така да, пак ќе кажем дека најбитно е локални фактори да се заземат за да се издействува нивото на езерото да не паѓа испод 160 метри надморска висина, кота 160 како што се нарекува, од максималната 169. Максимална 169, така се рачуна. А сега имаме моментално 233 така некако. Тоа е околу 30 и неколку метри испод нивото. И со тоа се загрозени викендиците, немат водоснабдување за санитарна вода, немат за наводнување на дворче, на парк, на базенти, на тоалети, на така натаму. Значи се ствара и еколошка катастрофа. Потоа има проблем со рибниот фонд. Не може природен мрест да се обави никако, затоа што знаеме дека рибата се мресте, кога е природен мрест, во крајот. И кога ќе ја положи икрата, водата за 24 сата паднала 1 метро или повеќе и икрата останала на сува, на брегот, и таа е уништена. А знаеме дека еден краб во полна зрелост може да изфрле некаде околу 300.000 икри, од кои околу 20% можат само да угинат во нормални услови, а останатите 80% да обстанат. Тоа е големи бројки во риба. Доколку езерото биде така атрактивно со рибен фонд, секој дека ќе има голем број на посетители на Тиквишко езеро и од цела држава, па и од надвор, и од други држави, нели? А вака и тие што сите се откажуваат, ги продават викендиците, тие што се на горниот дел, каде што почнува уливот, не можат со години да одат, веќе неколку години викендиците му се отсечени, бидејќи езерото од 30 км вкупна должина е сведено на 16 до 17. Значи, околу 13-14 км езерото е намалено, односно го нема воопшто, река е тоа.
од близу 500 милиони кубни метри вода во езерото е спаднато на 170 милиони кубни метри. И таа вода се рачуна како јалова вода. Таа вода за ништо не е. Нити е за рибарење, нити за аквакултура, нити за туризам, нити за скијање, за бродови, за чамци, за глисери, нити па за електрична енергија. Бидејќи колку да не е стручен човек за околу производство на електрична енергија, ќе знае дека од ниско ниво кога паѓа водата на турбините, моќта е многу намалена. Значи треба 10-кратно повеќе вода од вообичаено од високо ниво кога е за да произведе. Значи се троше многу вода за малку киловати, за разлика од кога е високо нивото. И ние сега сме во фаза да формираме при крај статутот за едно здружение како со цел како спасители за Тиквишко езеро, бидејќи Тиквишко езеро не е за една сезона, тоа е Тиквишко езеро е направено смислено за генерации и генерации, за векови да трае, не за една сезона да се униште. И затоа треба сите да бидеме одговорни. Обично луѓето викат не сум надлежен, не сум одговорен, ама јас ќе кажам дека сите сме надлежни и сите сме одговорни. Значи сите треба да придонесеме за тоа. Затоа што оно се покажа дека стана многу атрактивно за луѓето, бидејќи и низок стандард на граѓаните, не може сите да патуваат во странство на одмор и така натаму. Значи, тука езерото ефтино ќе си поминат со фамилијата, кога се летните распуси, летните одмори, па и зимските. Потоа се покажа како стратегиска добра дестинација во време на сега како што имаме пандемијата со короната. Тамо граѓани кога беше изолација, полициски час, карантин, многу голем број на граѓани тамо си најдоа прибежиште. Значи, од повеќе аспекти Тиквишко езеро е корисно и затоа не треба да се дозволи на ваков начин. Бидејќи ние во една прилика, во еден состанок, сме имале повеќе вака иницијативи за нивото да може да се задржи на повисоко ниво, меѓутоа без резултати, али во една прилика, скоро беше пред некој месец, имавме така со тука градоначалници од овој регион, со пратеници, со директори и министри, се заземавме за една бројка, кота испод која не смее да се пушта, меѓутоа се почитуваше 2-3 дена само и толку, повеќе не се почитуваше ништо тоа. И јас кога прашав да речеме представници на ЕСМ со колку проценти учествува производството на електрична енергија Тиквишко езеро во вкупното производство од државата и добив одговор дека некаде до 2%. А и јас искоментиравме тоа дека тие 2% се многу минимални за разлика од штетата што се прави. Подобро тие 2% да се увезат како електрична енергија од увоз, а водата да се чува тие месеци од март до октомври, септември, октомври, а после зимските месеци, кога нема потреба од наводнување, нема потреба туристи, рибарење и така натаму, чамци, глисери, скијање, тогаш нека се троше таа вода, али да не паѓа многу ниско. Значи, тие месеци да може да дојде до 150, испод тоа никако не смее да падне. Бидејќи пак ќе се соочиме со истите проблеми. Нема да можат да се појдат на викендиците, на куќите, пчелите му се уништуват и така натаму. Јас тогаш кога тоа го кажа за тие 2% подобро да се увезат, спомнав и некои примери како да речеме како Словенија да ја речеме од една заедничка држава од претходно, е трета по богатство на шуми, меѓутоа шумата не ја сече собствената шума од планините, него увезува од Босна ефтина граѓа, бидејќи Босна е доста богата со шуми. Собствените шуми ги чува планините за развој на туризмот, планински туризам. Тамо да појдете и летно време, и зимно време, нема разлика. Полни се планините, туристи, од домашни туристи, Австрија, Италија, Хрватска. Значи, секакви атракции има. Доколку би се исекли шумите, ништо од тој туризам. Така и кај нас. Доколку нивото на езерото биде високо, не да се продават и уништуват, него ќе се градат и нови објекти и ќе се реновират постоечките, ќе се изградат угостителски објекти, туристички капацитети. И луѓето
не само домашни тука, от локални, него и од страна, од други градови кои што имат викендици тука, ќе се зголеме тој број и парите тие што ќе бидат наменети за 2% струја ќе бидат извадени, односно државата ќе ги инкасира на индиректен начин, значи преку граѓаните, преку прометот. А не е се исто кога ќе дојдат да речеме 200, 300 или 500 луѓе од страна за еден викенд во Кавадарци, во маркетите тука кои ќе потрошат пари за набавка на мирници и храна едно друго, или да нема воопшто. Значи, затоа треба да се рачуна на долгорочно, да се планира езерото, за да се прекине со овакво, ајде да не речеме недомакинско, значи непланско производство на електрична енергија, односно неплански трошење на водата. Водата е таму, во акумулацијата. Преку лето нека си стое, преку зимо нека ја трошат. Нашата идеја и предлог беше таа. Значи водата е тука. Меѓутоа треба тоа некој да го разбере и за тоа. Значи ние, еве јас конкретно мислам дека прво најдобро е, како пред малку што кажав, да се заземат домашни локални фактори кои ќе имат влијание, да речеме тука пред се бесполно локалната самоуправа, градоначалник со советот да направат едно истражување, да видат што е придобивката, какви се придобивките, значи од Тиквешко езеро и каква е штетата и кој ќе превагне, така речено, нели? И да се заземат они до надлежните органи, до Министерство за земјоделие, до ЕСМ и екологија, да се заземат до владата, едноставно да се заземат за граѓаните да можат Теквешко езеро да се спасе, да не се униште, за граѓаните да можат да го уживат тој благодат. Значи тоа е стварно нешто, знаеме од порано пред од кажувања и од историјата дека Тиквешкиот регион е еден од најсушните региони пред изградбата на браната на акумулација Тиквеш, од која е направено езерото стана како зелена оаза. И сега зошто доваѓаме до ситуација од една готова работа да ја уништуваме? Значи наш предлог е, односно мој предлог е тоа, прво да се заземат домашните фактори и да настојуват водата да не падне под 160 кота, 160 метра надморска височина. А во зимските месеци, кога се тие декември, јануари, па и февруари, зависи, тогаш нека се троши и повеќе вода. А инако вака ќе дојдеме ситуација, еден прекрасен објект да го уништиме. Еве и овие аквакултура беа 30 и неколку фарми, сега на 20 и неколку ми се чини дека се околу 10 на фарми се уништија, бидејќи имат и помор на рибите, недостаток на кислород од ниско ниво. И затоа треба, значи, секој да се заземе, секој да биде да каже дека е надлежен, а не сите да избегнуваме одговорност и да се прогласуваме како ненадлежни, неодговорни и како да не е до мене, што викаме ние понаши. Секој треба да се замисли дека е до него. Значи, јас сум за таа работа, вие сте за таа работа, и на таков начин може да се реши. А вака сите избегуваат одговорност и само по себе не се решава тоа. Па не е исто, наречеме, у 500 милиони кубни метри и во 170 милиони кубни метри вода да се истуре еден отпад. Кога ќе биде 500 милиони, тој ќе се разреде за 3 пати, 3:1 сооднос. Значи за 3 пати ќе се намали загаденоста. Тачно за 3 пати. И тоа го немат во обзир. И знаете како ние вака гледаме дека не помага, значи, укажување од наша страна, сугестии, состаноци, преписки, писма, значи мора нешто порадикално да се превземе, во смисла и затоа сега е во фаза на формирање ова Сдруженијето за спасители на Тиквешко езеро, значи мора нешто порадикално да се превземе, бидејќи знаеме дека само така се решават проблемите. А иначе вака со писма, со дописи, со молби, тоа невозможно е да се постигне. А тука еве не се почитува и владата пред 6-7 месеци донесе една одлука да се прекине со празнење на акумулациите, ама не го испочитува ЕСМ тоа. Може неколку дена само и пак си почна да трошат. И сега Тиквешко езеро е вака, кога ќе го погледнеш, ќе речеш, како река направено. И ние, еве, 17 години стопанисуваме со Тиквешко езеро и ние сме сега во дилема.
дали да продолжиме, бидејќи државата од нас си наплаќа се. 100% се наплаќа, како да е полно езерото, како да е 30 км, а оно е 16 км, како да има 500 милиони кубни метри, а оно има 170 и тоа неколку години поред. Па како може сега да се наплаќа целосно, а не ти овозможуваат и водата ти ја црпат за други. И затоа сме у дилема и сега и ние кога оставиме езерото, да речеме, од вие причини, и тоа ќе се уништи целосно. Колку толку ние како концесионери држиме веќе 17 години дисциплина таму, од девијантни појави, рибократство, незаконет риболов и така натаму. И сега во оваа ситуација доваѓа и ние да се откажеме, затоа што ние само ствараме трошок. Значи само трошиме, ништо друго. Рибарите се намалени драстично. Дозволите, продажба на дозволи е намален драстично. Ловот на риба е намален целосно. Цел ден седе таму, една риба не може да фане. Не е исто да фане 2-3 кила риба и ни една риба. И тоа е пошто рибарите контактират меѓу себе и дека денес ловеле и ќе објават на Facebook, нема, не јаде и готово, нема со денови човек нема на езеро. Што ли се продаваат неофицијално некои објекти? Се продават објекти, има повеќе објекти што се продават, а и од оправдани причини, оправдано е тоа. Инвестирано е 50, 60, 100 илјади евра, 200, имаме викендици, јас што ги знам и над 200-300 илјади евра инвестиции. Објекти, прекрасни објекти. Ама, шо фајда, кога не може да користи, нема вода. Основно, сите ради водата таму инвестирале, граделе. И тие некои што ги имат бродчиња, такви поголеми глисери, полујакти и едно друго, веќе не се во функција, почнаа да ги селат на други места, во Охрид, таму вам. Значи, наместо ние да се зазееме тука како локална самоуправа, како местно население, да си го заштитиме езерото, ние го оставаме на милост и немилост и други да решават кои што не ги боле, така речено народски. Сега како ние да речеме за Дебарско езеро да се тепаме во градите и да се бориме. Значи тие Дебарско езеро треба локалните да си го решават таму. Така и ние не може да очекуваме од тие функционери кои што се од другите краишта на државата, немат никаков контакт со нашиот регион тука. И тоа е, значи, сакаме да едноставно да направиме едно здружение кое би помогнало во иницијативата за спас на Тиквишко езеро, а тоа е за доброто на сите граѓани и на генерации што следуваат понатаму. Бидејќи пак ќе кажам, тоа не е за една сезона, тоа треба да се негува и да се чува, за да се користи со векови, што се вика. И па што ќе направиме, ќе видиме дали ќе успееме. Важно ќе се обидеме и тоа ќе не биде на нас како сме се обиделе повеќе пати и сме преземали и последни, по наши последни чекори, нели? Али без помош на локална самоуправа и со одлука на Совет ќе биде малку потешко. Ние ќе се обидеме со тие радикални мерки, како да речеме блокада на патот таму кај хидроцентрала Тиквиш, тие законски дозволени средства ќе ги употребиме. И се надеваме дека нешто ќе сториме, па здраве ќе видиме како ќе биде. Јас сум Димитар Јаневски од Неготино, собственик на рибарска фарма лоцирана на Тиквишко езеро. Последните 2-3 години Тиквишко езеро го направија многу мало езеро. Со тоа го направија производството на аквакултура на минимум. Значи, многу пати со разговори и со министерства и со директор на ЕЛЕМ и со сите луѓе кои менаџират, односно раководат со водниот столб на езерото, сум дискутирал, сум разговарал, а никој до сега не дошол да види и сериозно да се заложи за нашите тековни проблеми кои ги стварат они. Што сакам да кажам? Значи, со неконтролираното трошење на водата од Тиквишко езеро се доведува да рибите ние не можеме да ги одржуваме во форма, ние за во тековна форма за да ги одржаваме и во живот и како производствениот процес не е многу нарушен. На Тиквишко езеро има околу 25 рибарски фарми, сите се засегнати. Тоа се некаде околу производство околу 1000 тона на конзумна риба во годишно ниво и последните 2 години е намалено за 30-40% само поради недостаток на вода.
Не можевме овој пролета, имавме неколку состаноци со директорот Ковачевски. Не можевме да дојдеме до разбирање да водниот столб на езерото се задржи и да се качи на повисоко ниво и да стојат и да се држат така. До 1 декември, до 1 ноември, за да ние како рибопроизводители нивото на водата не биде во горна зона, за да можеме сите наши тековни и производствени процеси да ги одвиваме во понормални услови. За што се залагаме? Се залагаме и сакаме, ако има некој да не слушне и да не разбере, нивото на водниот столб на езерото да се држи на кота некоја од 160 метри надморска висина. Со таа кота, ние како рибопроизводители ќе бидеме задоволни, би можеле да се вратиме на нашите тековно производство, како што сме ги имале пред 2-3 години. И со тоа, може би, ќе има и нови рибопроизводители, нови инвестиции во нашата гранка, затоа што во последно време се развива нашата аквакултура, се развива, има побарување за риби во државата. Ние произведуваме добра риба, добар квалитет и е сакана на домашен пазар, а исто така и извоз. Нашата компанија исто е извозно ориентирана. Имаме последните 5-6 години имаме извоз и гледаме напредок во нашата фела, ама имаме спрепки индиректни, односно со недоразбирање имаме со луѓето кои го менаџират Тиквишко езеро за производство на електрична енергија. Со паѓањето на водостојот вие имавте масовен помор на риби. Колку до сега риби ви угина и зошто угинуваат рибите? Види, угинувањето беше минатата година во ноември месец, каде што беше температурата на водата уште многу висока, топла и рибите не беа спремни за кибернација, а меѓувремено нагло испуштање на езерото се деси и едноставно кислородот во Тиквишко езеро се намали. Со тоа, генерално кај сите колеги имаше негде околу 150 тона угината риба. За тоа никој не презема никаква одговорност, ни па да се извини на некој начин. Ајде, штетата е штета, него не најде за сходно некој да се извини за тоа. Значи, дотурот на водата, шом се стопира или шом нема нов дотур на водата, имаме премногу испуштање, се јавува недостиг на кислород во водата. Така. И затоа рибите го убират. Да. Воа го образложив многу пати и кај министрот за земјоделие и кај Ковачевски, ама немат слух за нашиот бизнис, немат слух. И фактички цела една фела, цела една агрокултура што е аквакултура што е на Тиквишко езеро е ставена во знак на прашаник, затоа што ден денеска и цела година нивото на езерото е во многу ниска испод кота 140. Значи тоа е, има околу 150 метра од горната граница пат до нивото на езерото. Дори на горни крај кај што е дотокот кај што се полне Црна река од езерото, со 10-15 километра езерото не постои. Значи не постои езерото. Колку пари вложивте во оваа инвестиција? Јас имам вложено повеќе од 1 милион евра у нашиот бизнис. Ние сме голема компанија, имаме и мерестилишта, имаме повеќе во повеќе сегменти, али сите се работат за аквакултура, немаме други. Не навлегуваме во вашите деловни податоци, колку штета имате? Штетата, директна штета имаме околу 100.000 евра минатата година и никому ништо. Јас, некои од колегите презема иницијатива да тужат и ЕЛЕМ и Министерство за земјоделие, и ние како компанија одлучивме да не тужиме за тоа што гледам дека е безсмислено, нема смисла да. Кој би било решението? Решение има само ако се сакат да се реше проблемот. Решение е да се направи минимална кота на езерото да биде 160 метри надморска висина. Значи разликата од тие 160 метри до 170 кај што му е границата за користење на вода, нека ја трошат, нека ја користат. Макар и во зимскиот период, кога
нема потреба, кога нема туризам, нема викендаши, нема присутност. Тие некои месец, два, декември, јануар, макар и февруар, може да дојдат и до некоја и 150 кота. Нека се троше водата. Водата е природно богатство на нашата држава. Нека произведат струја, али февруар месец пак да почне да се полне езерото како што било и претходно. До пред 3-4 години тоа беше многу вообичаена, нормална пракса. Колку време сте видите на езерото? Колку време? 22 години јас функционирам на нашата компанија. Најлош период. Овие 3-4 години е, значи, катастрофа, не знам како да кажам дека Опишете како изгледа во лето амбиентот на Тиквешкото езеро. Таму има многу луѓе. Тиквешко езеро е едно богатство, направено е по вештачки пат, али со многу години природата е многу убава, многу години уназад се е многу инвестирано во Тиквешко езеро. Има луѓе што имат инвестирано по неколку стотици илјади евра за викендички, со базенти, со убави дворишта, со паркови. Сето тоа сега е обезвреднето за тоа што езерото е 100 метра испод нивните викендички. Локална самоуправа направи урбанизација. Многу дел од тие викендички се виќе легализирани, функционираат, има струја, улично осветлување, се има, сите услови има, само водата ние фали. Водата ќе се донесе. Ќе се донесе и вода, сето тоа, значи има основ за развивање на повеќе гранки на Тиквешко езеро. Може да се развие многу добар туризам. Риболов спортски, рекреативен, се може да биде во езерото. Да има бродеви, кајакари, свашта може да се функционира. Али треба да има, основно е вода. Без вода ништо не бива. Бидејќи капацитетите низ целата држава гледаме дека и за езерата кои што исто така имаат и друга намена, нели, за производство на електрична енергија, но истата работа се случува и со природните езера. Гледаме дека се ова што се случува заради климатските промени ќе ни нанесе следните години многу голем удар и ние треба да размислуваме уште од сега, значи една долгорочна стратегија да се направи во врска со тоа, затоа што ако сами не се заштитиме, не ја заштитиме и зачуваме природата, ќе имаме многу големи последици понатаму. Се надевам дека нема да продолжи тој тренд затоа што ние Тиквешкото езеро го користиме многу овде и тоа за различни намени, дека се ќе се врати во нормала, но сведоци сме дека самата суша што направи, нели, во нашиот регион гледаме и тие последици ги претрпи и Тиквешкото езеро како и сите други водни површини низ нашата држава. Значи се зависи од нас како луѓе. Ако ние ја чуваме природата, таа ќе ни возврати исто. Катастрофална е состојбата со Тиквешкото езеро, не само сега и цела оваа година. Бидејќи се гледа на кое ниво е Тиквешкото езеро, а тоа ниво е незапамтено од неговото постоење од 60-тите години. Јас како пратеник упатив апел уште пролетта да Електрани на Македонија го стопираат производството на електрична енергија, се со цел да се врати биодиверзитетот на ова наше Тиквешко езеро, кое што за нас кавадарчани и за поголем дел од Тиквешијата представува туристичко место од можеби непроценливо богатство. Ги поддржувам сите напори и воедно ќе се залагам преку моја активност во парламентот на Република Македонија, преку закони, преку одлуки да донесеме такви законски решенија со кое што би се стопирало или би се нормализирало нивото на Тиквешкото езеро на онаа кота која што ќе биде кота на 245 метри, мислам, таква беше надморската височина, во која што ќе може да имаме вода за наводнување, да имаме вода и за електрична енергија, но воедно да имаме аквакултурата да се развива. Знаеме дека имаме доста рибници на Тиквешкото езеро, туристичко место да туристите да си доаѓаат како и во минатото, така да уште еднаш се ставам на располагање на сите активности и воедно ќе бидам и поддржател и носител на сите активности во преку законски решенија да го вратиме нивото на Тиквешкото езеро. Тиквешкото езеро пред се е направено за наводнување на Тиквешијата и тоа е единствен водоснабдителен систем кој што изграден меѓу 64-65 година и со тоа ние имаме земјоделие и поле кој што да функционира. Електричната енергија е втора по категорија,
прва сега би требало да биде ова баш го зборуваме заштита и спас на Тигвишкото езеро. Ако има таква иницијатива, јас во целост би ја поддржал и би се вклучил и како личност, меѓутоа како општина во иницијативата, пошто неколку реакции имав на директорот на ХЕЦ Тиквиш, на повисоко ниво во делот на 21 година, на спуштањето на нивото, и нивниот изговор беше дека они работат законски и дека котата која што му е минимална не ја надминуваат под неа. Да, ама таа кота е направена 18 година во екстерни или екстремни услови да дојде и се не значи ќе треба да ја искористиме. Да уништиме рибници, да уништиме од друга страна дава Министерство за земјоделие концесии за рибници. А од трета страна му ја испуштаме вода. Од четврта страна легализираме објекти викенд насила. Мислам несвојствени работи за сето тоа. Спас на Тиквишкото езеро, сами знаете дека изградбата на Чебрне гариште. Набраната тогаш веќе имаме точка 0 и трајно решение. Меѓутоа до тогаш мислам дека експлоатацијата за електрична енергија е некоректен однос по сите други параметри кои што ги добива Тиквишкото езеро. Значи, тука треба да таа кота 0 или кота на спуштање да добро се експлоатизира со експерти, да видиме и на која треба да се донеси нова одлука на која кота да го држиме Тиквишкото езеро. Не можеме да се водиме од податоци од 18, пошто хидрологијата 18 година. Не само што било Југославија, хидрологијата 18 година и 21 не е иста. Тогаш имавме зими од ноември па до март. Имавме снегови по 2 метра, сега немаме дождови, немаме снегови, немаме акумулации кои што ќе дојдат со хидрологија, така да треба и тие параметри да се земат и да се земат во предвид. Економски штети од таа работа? Ако немаме моментално, можеби да имаме долгорочни економски штети. Затоа што нас Тиквишкото езеро ни е еден дел символика од општина Кавааци, кај што ние сегаш кога проектираме, кога даваме проекти, кога конкурираме за европски пари, го претежираме тоа и сакаме да направиме туристичка зона од Тиквишкото езеро. Го имаме најстариот манастир Полошкиот, имаме пештерски манастири, имаме цркви, имаме атракции. Да. Така да мислам дека тоа не треба да го забораваме. На долги стази екологијата и туризмот и развојот е потенцијален за секоја општина. Ами велат дека за време на короната некои луѓе се самоизолирале таму и помагају во здравствени безбедносни кризи. Апсолутно, во секоја гледна точка може да има придобивка. Негативен момент од тоа сигурно дека немаме. Значи легализирани објекти со струја, со вода што добијат. Да, утре да добијат и канализација, да направиме туризам. Па не имаме и имавме на времето, па ја можам да кажам слободно, по 1000 луѓе викендаши од Скопје, од било каде што, и тоа видни луѓе, професори, лекари, доктори кои што доаѓа на релаксација на Тиквишкото езеро. Сега е гревото да го гледаш. Рекичка. Толку вечерашна емисија Отворено за, која истилу ја посветивме на биодиверзитетот на Тиквишкото езеро, во која отворено разговаравме за состојбите кои во моментов, кон крајот на минатата година и почетокот нова, ги имаме на најголемото вешачко езеро во Тиквишијата, а и во Република Македонија, Тиквишкото езеро. Ја продолжуваме нашата програма со други содржини.